На последната седница на влада беше усвоен законот за инспекцијски надзор. Целта е да се воведе сосема нов концепт на инспекцијски надзор преку планирање на инспекциите на основа на проценка на ризик. Ова значи дека инспекциите повеќе нема да може да се користат како механизам за политички или економски притисок. Се постигнува и поголема транспарентност, предвидливост и правна сигурност на субјектите на инспекцијски надзор. Проценката на ризик ќе се прави при подготовката на годишниот план за работа на инспекцијската служба. Со овој закон конечно се воведува опомената како правило пред изрекување на казна. Инспекцијскиот надзор мора да престане да биде механизам за полнење на буџетот. Инспекцијскиот надзор мора најпрвин да има советодавна улога. Субјектите најпрвин ќе добиваат опомена и рок да ја отстранат неправилноста пред да се изрече казната. Само на таков начин инспекцијата нема да се доживува како репресија. Овие измени на законот конечно го предвидуваат и тоа. Од ова голема корист ќе има целиот бизнис сектор. Исклучок нормално ќе бидат случаите кога инспекторот ќе оцени дека утврдените неправилности можат да предизвикаат опасност по животот и здравјето на граѓаните, да предизвикаат голема финансиска штета, загрозување на животната средина или јавниот интерес. Предвидливоста на инспекцијскиот надзор ќе се обезбеди преку листа за проверка. Секој субјект кој е предмет на инспекцијски надзор, пред посетата на инспекторите, ќе добие листа на конкретни документи и информации кои треба да ги обезбеди. При средбата со инспекторите, субјектите ќе бидат подготвени и инспекцијскиот надзор би требало да трае пократко. Со законот се воведува и нов систем за стекнување на лиценца за инструктор, како и нов систем за постојана обука и стручно усовршување на инспекторите. Со досегашниот систем, никој немаше да може да стане инспектор во следните неколку години, а се соочуваме со сериозен недостаток на инспектори. Предвидени се и повисоки плати за инспекторите, како и механизми за нивна поголема заштита при работа и секако намалување на ризиците. На законот за инспекцијски надзор се работеше подолго време, во еден прилично инклузивен процес. Беа вклучени сите засегнати страни. Имавме поддршка и од USAID. Беа одржани повеќе јавни расправи и верувам дека заеднички успеавме да направиме закон кој одговара на реалната состојба. Закон кој помага и да се наминат проблемите. И пред се закон кој создава поволна работна клима за инспекторите, но и за субјектите кои што се предмет на надзор. Особено очекуваме овој закон позитивно да влијае врз фирмите. Особено малите предпријатија, кои често мораат да затвараат заради утврдени неправилности при инспекцијски надзор, без да се им даде шанса да ги отстранат неправилностите. Благодарам, на колку имате прашања, повелете. Со новиот закон се олабавува казнената политика, очигледно се оди нели повеќе на опомена него на казни. Дали сметате дека можеби е тоа меч со две острици, бидејќи со олабувањето на казнената политика можеби да се зголеми сивата економија кај бизнисот? Од друга страна сакам да прашам, најавивте зголемување на платите на инспекторите, колку ќе се зголемат? Бизнисот се жалеше за нивните капацитети, најавуваат и нови вработувања. Колку инспектори фалат и како законски ќе се зголеми капацитетот на инспекцијските служби, кој што очигледно не е проблем? Пошто се однесува до капацитетот, токму анализите кои што ги правевме со сите инспекцијски служби и помогнати од експертите од проектот од USAID покажа дека прилично недостасуваат инспектори. Има вкупно во државата на сите нивоа, значи локални и на државно ниво, вкупно околу 1000 инспектори во сите инспекцијски служби, што е апсолутно недоволно за да се постигне се. Согласно досегашните правила, кои што беа прилично не одговара на реалноста, немаше да може никој да стане инспектор во следните неколку години. Значи сега отвараме можноста и нормално секоја инспекцијска служба во согласно со своите потреби ќе треба да ги врши и можности ќе треба да ги врши тие соодветни вработувања. Зборуваме и за зголемување на плати, во кој што во законот е предвидена одредена динамика, но предност ќе имаат, морам да кажам, оние кои што инспекцијски служби кои што се изложени на најмногу ризик. Пример,
пазарната инспекција. Овие луѓе работат и навечер во ноќни клубови, каде што има лица алкохолизирани, често и се напаѓани од страна на одредени лица. Не е исто да си пазарен инспектор и, например, инспектор во областа на образованието, каде што се работи со инспекции со училишта и така натака. Така што предвидени се зголемување на платите, но ќе дадеме на најризичните категории предност.